Дали сега предметите повторно се враќаат во рамките на апелацијскиот и кривичниот после? Судењата ќе продолжат. Нема да се стопираат постапките и оние што се има правосилни пресуди, некои што се во затвор и така натака, ќе продолжуваат бидејќи тие нивните пресуди се активни, правосилни се. Културата прераснува во некултура. Културата е оставена генерално на маргините. Не е проблем што Цветанка Ласкова добила финанси. Проблем е што Цветанка Ласкова има добиено многу повеќе и од Златно Славече и од многу други. Може ли од национален интерес во култура да биде концерт на Питер Грашов во Битола? Не се ни до толку способни да размислат дека ова го прават за да замолчат некого, туку едноставно затоа што смета дека културата е нешто неважно. Дали си ти чул и видел некој од актуелните сегашни идни министри и така натаму да влезе на концерт, да влезе на изложба? Нова еврообрзница, ценовното цунами продолжува. Незавршувањето на постапката на издавање на еврообврзница не доведува во прашање дали ние тие средства ќе ги најдеме и ќе ги позајмиме. Прашањето кое што се поставува е по која цена истите средства ќе бидат позајмени. Севкупно потребна е една поголема координација помеѓу институциите, особено за едни вакви сериозни прашања. Европскиот суд за човекови права донесе решение, а не пресуда со која Груевски, Мијалков и останатите поранешни високи функционери од редовите на ВМРО ДПМН треба да добијат конечни одлуки од Македонскиот суд, зашто и какви казни ќе им следуваат. Тоа на одреден начин е и своевиден студен туж за поранешните високи челници на тогашната владеачка гарнитура предводена од ВМРО ДПМН. Предпоставките и надеждите беа дека сепак ќе биде заживеана аболицијата на поранешниот председател Ѓорѓе Иванов. Првичен коментар околу решението на судот во Страсбур со реакција универзитетскиот професор од правниот факултет Борче Давидковски. Како го оценувате ова решение од Страсбур? Тука треба малку ради гледачите да појасниме дека согласно уставот, член 84 мислам, председателот има право да помилува согласно закон. Значи нема апсолутно право во секое време и во секој дел од постапката да помилува некого, тука како е согласно законот за помилување. Согласно законот за помилување, пред 20 на години еден член, не знам тоа, али еден член беше од страна на Уставниот суд укинат. Врз основа на тој член, поранешниот председател го донесе решението за аболиција. Сите јавни органи мора да работат согласно законот за општа управна постапка. И тогаш сугерирав, најдобро е, бидејќи согласно тој закон, секој јавен орган во секое време, кога има некои големи повреди со актот свој направил, решението и така натака, може во секое време, нема рок, да го поништи решението. Не ме послуша. Против тоа поништено решение, странките кои што беа набележани таму 30-40, не знам колку луѓе беа набележани, има тогаш може да идат на пред управниот суд со тужба да барат заштита. Нешто слично и управниот суд конечно ќе се произнесеше, ќе кажеше аболицијата е врз основа на поништен закон или не. Исто нешто како со лустрацијата. Беа лустрирани луѓето кои што отидоа на управен суд, добија пресуди, се заврши постапката и отидоа во Страсбур си го добија предметот. Кај нас многу сме правници, различни мислења има, но за жал Македонија во конкретниот случај ради процедурални грешки сега на апликантите, не ради Македонија, им се одбија жалбите бидејќи се уште кај нас постапката за аболицијата, односно за поништувањето не е завршена. Дали ова значи дека не постои правен основ за аболицијата поднесена од тогашниот председател Иванов? Јас претпоставувам дека тоа е, бидејќи согласно, како што рековте, член 11, бидејќи тој е укинат, за тие и тие дела, председателот не може да аболира, односно да помилува. На крај, во однос на прашањето и одлуката на судот во Страсбур, дали сега предметите повторно се враќаат во рамките на апелацијскиот и кривичниот после? Не, предметите ќе си продолжат.
Предметите, секој од предметите, во зависност од која фаза е, ќе си продолжат и понатака судењата ќе продолжат. Нема да се стопираат постапките и оние што си има правосилни пресуди, некои што се во затвор и така натака, ќе продолжуваат бидејќи тие нивните пресуди се активни, правосилни се и судот, повторувам, формалната страна ја гледаше, а не гледаше материјалната страна дали имал или немал право. Во шписата се насловени и областите уметност, јазик, литература како важни уреднички приоритети. Тие се стожерот за афирмација на цивилизацијските универзални вредности за едно творештво. Тие се и националните кодови на една држава и народ. Но за жал, главно добиваат медиумски приоритети кога се делат пари, кога се подига врева околу финансирањето во културата и проектите поврзани со културата. Како по правило, политичкиот глас секогаш посилен од вревата на уметниците, од нивните идеи и творештво. Така е и оваа година и предлагам да им дадеме медиумско значење. Да добијат приоритет, барем додека во парламентарно-политичките надпревари се изведуваат корнери. Политичкиот театар околу изборот, односно реконструкцијата на владата, продолжува на принципот на меѓусебни обвинувања и критикувања. Бурни реакции на јавноста предизвика одлуката на Министерството за култура во врска со доделените пари од годишниот конкурс за проекти во областа на културата. Годишното издание на фестивалот Офис се откажува, а бројни културни работници во земјава го произнесоа ставот во врска со ова прашање. Колку чини денеска критиката во земјава и како ја поднесуваме? Вечерва во Трилинг разговарам со еден од најсовремените македонски писатели, Петар Андоновски. Андоновски, добро вечер. Добро вечер. Добре дојдовте во Трилинг. Добро вечер. Деновиве го изразивте вашето незадоволство поврзано со одлуката на Министерството за култура да не додели финансиски средства за работниот наслов на вашиот најнов роман. И Друштвото на писатели излезе со свој став. Како ја толкувате онаа освета која што ја користите како терминологија на социјалните мрежи каде што го произнесовте вашиот став? Дали е тоа еден почеток, да речеме, на одредена книжевна цензура во земјава? Цензура на некој начин веќе постои, но не би рекол дека во однос на мене се работи за цензура. Цензура повеќе постои во однос на изборот на темите, како што се, например, историските теми. Познат е случајот деновиве исто беше актуелен со писателот Блаже Минески, кој е еден од најеминентните и еден од најдобрите современи писатели, чиј роман не помина на конкурсот на Министерство за култура, а тема на романот беше љубовта на Гоце Делчев. Не е проблем љубовта, туку проблем е Гоце Делчев. Ова одлука на Министерство за култура воопшто не ме изненади, а сега зборувам за романот и за случајот со Блаже Минески. Минатата година министерката излезе со една изјава која јас тогаш ја протолкував како многу несмасна и помалку наивна, но од денешен аспект мислам дека воопшто не се работеше ниту за наивна, ниту за несмасна изјава. Мислам на онаа познатата изјава дека и не треба писателите да пишуваат на историски теми, дека најубаво да пишуваме на некои теми кои ќе го забавуваат народот. Да, и тогаш бевте поприлично гласни. Да, тогаш бев доста гласен и мислам дека прв пат министерката тогаш ја изнервирав, потоа уште неколку пати излегов со критики за министерката и тоа резултираше вака како што резултираше. Моето име покрај сите оние награди, признанија, преводи на странски јазици, после сите оние осврти што се појавуваа во книжевни списанија низ Европа за моите книги, мојот роман не се најде како дел од националната интерес за култура. Така да пак ќе кажам, во однос на мене не мислам дека се работи за цензура, туку во однос на мене се работи за освета. Јас останувам на тоа што го кажав. Го споменавте демантот на Министерството за култура во врска со романот. Во еден дел од истиот стои дека сте верен пријател на вашето творештво, што значи дека вие низ годините сте добивале, да кажам, финансиска инекција кога станува збор од нив. И мислам дека постои еден момент на кој што многу малку се посвети внимание овој период кога се јавија сите оние револтирани изјави од голем број на уметници во земјава, а тоа е
Што се случува кога ќе ги добиете тие финансиски средства од Министерството? Доволни се? Доволен е тој капацитет на финансиски средства за афирмација на книжевноста и јазикот во земјава? Вака, Министерство, тоа мислам сите го знаеме и не треба Министерство и министерка, мислам дека вчера излезе со некоја изјава што сите ние ја знаеме, таа ја знае сега, затоа што таа е случајно залутана во културата, а ние не сме случајно залутани. Министерство за култура не го покрива целосниот проект, туку Министерството за култура покрива, дава подршка за одреден дел од трошоците, така да сето она што го они изнесоа, дека они се мој верен пријател на моето творештво е многу смешно и многу апсурдно. Сакам да ги потсетам дека ова е веќе мој 5-ти роман. Од 5 романи, 3 романи не се поддржани од Министерство за култура. Таму има изнесено дека они дале некаква финансиска поддршка за преводи на неколку мои романи. Тоа е точно, но од тоа јас како Петар Андоновски немам никаква финансиска заработка или чар, не знам кој збор е посоодветен, затоа што тоа е помош на странските издавачи. И нашето Министерство за култура не е единственото Министерство за култура во светот која поттикнува преведувачи од надвор за да се преведува домашната литература. Тоа со години постои низ цела Европа, дури и во многу поразвиени земји низ Европа даваат финансиска поддршка за нивните автори да бидат преведувани на други јазици. Андоновски, Оффест оваа година нема да се одржи. Макфест ги враќаат средствата доделени од Министерството за култура. Ставот на Цветанка Ласкова е идентичен. Впрочем, таа беше една од најголемите таргетирани моменти на голем број на револт кој што беше произнесен на социјалните мрежи. Излезе со став дека побара од продукцијата која што е одговорна за реализација на незиниот проект да се вратат парите во Министерството за култура. Кој е вашиот став? Како ќе се одрази овој книжевен револт, културен револт? Вака, први морам да кажам во случајот со Цветанка Ласкова, без разлика што Цветанка Ласкова била политички ангажирана, сепак и нејзе следува да добие финансии. И не е проблем што Цветанка Ласкова добила финансии. Проблем е што Цветанка Ласкова има добиено многу повеќе и од Златно Славече и од многу други фестивали. Сметате дека тоа е одраз на политичка основа? Секако дека е одраз на политичка основа. Врз основа на што концертот на Цветанка Ласкова е од поголем национален интерес од едно Златно Славече, например. Јас ги поддржувам и Оффест, и Макфест, и сите што ќе ги вратат средствата. Мислам дека треба сите тоа да го направиме. Вклучително и многу мои колеги што добија средства ова година, мислам дека никогаш толку мали суми не биле доделени. А културата треба да биде гласна. Културата треба да гласна, треба да биде критична и мислам дека него они прават тоа, дека не се ни дотолку способни да размислат дека ова го прават за да замолчат некого, туку едноставно затоа што смета дека културата е нешто неважно, а тоа го докажаа со тоа што секоја година ние имаме нов министар за култура. Од 6 години власт ние имаме 5 различни министри за култура. Ако културата треба да биде гласна, постои ли суета малку повеќе овие денови во кругот на уметниците? Се чини како да борбата ја водиме сами за себе или пак работиме за колективот? Секако дека постои суета и општо познато е дека сите ние што се занимаваме со уметност, без разлика дали станува збор за книжевност, театар, музика, дека сме малку посуетни луѓе и не е тоа толку страшно. Речиси не постои човек кој не е суетен, но проблем е кога министрите се суетни и кога не сака да слушнат критика и кога не сака да разберат дека тие постојат за нас, а не ние за нив. Министерката е менаџер на културата. Таа постои за нас, а не ние за нејзе. Го споменавте романот Страф од варвари, кој е поддржан да добие албански превод. Романот има веќе објави на француски и на италијански. Оваа година објавивте на вашиот... На англиски речиси на 10 јазици е тој роман преведен до сега. Имавте објава дека ќе биде преведен и на хрватски? На хрватски веќе излезе. Да. Очекувавте толку голем интерес за овој роман?
Па кога ја добив Европската награда, очекував дека тоа ќе си повлече, затоа што самата награда си повлекува многу преводи. Самата награда е многу важна референца кај странските издавачи. Иако кога гостував во Брисел пред неколку месеци, запознав една од добитничките пред неколку години на Европската награда, која нема толку многу преводи, така да сепак мислам дека се работи и за тоа, и за некоја лична пресметка на издавачите, колку голем интерес ќе предизвика таа книга во одредена земја. Ја споменавте Европската награда. Го делите ставот дека е неизбежен успехот надвор за да бидете забележани тука? Па мислам дека е многу полесно да успеете надвор отколку да успеете тука. Зошто? Затоа што надвор едноставно важи принципот или сте добри и поседувате некаков квалитет, или не поседувате никаков квалитет и немате шанси да успеете. А тука постојат милион причини, односно постојат милион работи со кои можете да се протнете дури кога немате квалитет, а една од тие е токму она додворување на министри за култура, партизација на култура, политички ангажман на уметниците. Значи повторно се врти околу политиката. Се врти околу политика, иако јас сметам дека сите ние што се занимаваме со уметност, без разлика за каков тип од уметност станува збор, дека треба да не да изслужиме ние на политиката, туку ние треба да бидеме најгласните критичари. Се разбира, не да критикуваме само заради критиката и да критикуваме, туку секогаш кога има причина да бидеме гласни, затоа што ние сме гласот на ова општество. Работниот наслов на книгата со која што конкуриравте оваа година е Не кажувам. Што премолчуваме? Многу работи не премолчуваме. Не знам дали овој работен наслов ќе остане. Уште сум во процес на пишување, така да секогаш откако ќе завршам книга доаѓа насловот, полесно ми е да напишам цела книга отколку наслов. Но што премолчуваме? Во оваа земја, ако сме тажни, е срамота да кажете дека сте тажни, ако сте среќни, и тоа не е убаво да кажете, затоа што нели може некој да ве урочи. Ако се смеете, ни тоа не е убаво, ако плачете, ни тоа не е убаво, така да многу работи премолчуваме. За многу работи велиме ќути не кажувај, и затоа го избрав тој наслов, но ќе видиме дали ќе остане. Велите во фаза на пишување, дали моментални ве случувања даваат некаква инспирација за доработка на истиот? Па за сега не, но ќе видам, знаете, една од побавите работи во процесот на пишувањето е тоа што никогаш не знаете каде ќе ве однесе, таа некоја неизвестност. Вие секогаш тргате од некоја одредена точка, но по пат секогаш ви се отвараат многу нови светови, многу непознати светови, дури светови кои најмалку сте очекувале дека ќе ви се отворат. Затоа никогаш не сакам да зборувам за тоа што го пишувам во моментов, затоа што никогаш не знам на крај каде ќе излезам. Малку поведри теми во однос на сето ова што го кажавме достега. Минатата година ја одбележа едно ваше патување во Индија. Колку книжевниот свет по кој што сите книжевници талкаат се продлабочи и се прошири по ова патување, кога станува збор за земјата со најголемите културни наследства и се она останато? Индија е најразлично од сето она што некогаш сум го видел. Ја доста често патувам и сметам дека две работи се многу важни за писатели. Првата е да читаат многу, а втората е да читаат туѓи книги, мислам многу, не само собствените, а втора е да патуваат. Патувањето во Индија ми беше подолг период предизвик, но секогаш мислев дека треба да ми се случи тоа патување во некој одреден посебен период од животот. Сметав дека токму минатата година е тој период од животот. Во новиот роман уште нема некој директно влијание од тоа патување, но мислам дека ќе се излезе, дури можеби некогаш и како засебна книга, но дефинитивно Индија е дестинација на која повторно би се вратил. Индија не е земја за туристи, тоа е земја која треба да ја посетат патници, авантуристи, и дефинитивно не треба секој да иде во Индија. А што читате приватно во моментов? Во моментов сега ја читам Сали Руни,
Една од најактуелните моментално авторки, почнав да ја читам од љубопитство, ме интересираше зошто е толку таа фама во светот за нејзе, и како што и секогаш се нели крева фама во книжевноста за одредени ликови, секогаш тоа не е оправдано. Така и со Сали Руни, не сум нешто многу импресиониран, така да нема нешто многу да ја препорачам на гледачите. Андоновски, ви благодарам за вечерашното гостување во Трилинка. И благодарам за разговорот. Распределбата на средствата од буџетот за поддршка на проекти во културата за секоја година се намалува, а дополнителна црна дамка фрлаат и критериумите според кои се распределуваат средствата. Оваа година вкупниот буџет изнесува 12,5 милиони евра. Еден од најпосетуваните и најквалитетни настани, Оффест, годинава нема да се одржи. Причината за ваквата одлука е драстично намалениот буџет. Господин Белопета, на старт, ќе ве подсетам на едно ваше интервју пред, речиси, 4 години, каде велите, чудо е како обстојува Оффест и Джез фестивалот, мај 2019 годинава, февруари 2023, велите, не ни даваат доволно средства, нема простор и нема шанси да се одржи Оффест. Па добро, кога ќе се навратам на таа изјава, слична имала во повеќе наврати и денес го имам истото мислење дека било чудо досега. Чудо од многу аспекти, а пред се од финансиски аспект, затоа што буџетите на овие две манифестации постојано создавале проблеми и јас го знам тоа добро, јавноста не. Оваа година едноставно мораше да се донесе ваква одлука, затоа што покрај проблемите финансиски кои сите сме ги имале во последниве години, овој пат буџетот е изненадувачки или не, преполовен за Оффест од 2 милиона на 1 милион, скратен е и за Джез фестивалот, меѓутоа не за 50%, што не овозможува најминимални услови да се направи тој фестивал за кој стварно нема потреба да зборувам, Оффест. Мора внимателно да се креира културно-музичката понуда, која сериозно е загрозена од неквалитет, кич, кој се форсира заради интереси на поединци, ќе констатира во една прилика познатиот джез музичар Владимир Четкар. Дали знаеме ние да правиме разлика помеѓу естрада и култура? Како кој? Како кој? Меѓутоа, во секој случај, министерката не. А да не заборавиме дека годишната програма, како што е кај нас, е практично клучниот настан во културата. И дека тоа е слика и прилика и на самиот министер, во случај на министерката, затоа што по постоечкиот закон одлуката за сите програми ја носи министерката. Тоа што има помошни тела, советници, комисии и така натаму, обемна е работата, е нормално, меѓутоа крајната одлука е и незина и сите ние кои сме во културата многу добро знаеме дека одлуките тие поединични на крајот се носат на работната маса на министерката. Тоа значи дека... Дали зад одлуката и формулирањето на целиот вкупен буџет за културата гледате политичка позадина? Политичка позадина не толку. Не е да ја нема. Освен во она ја што велам дека културата е оставена генерално на маргините, се плашам дека тука слична судбина имат и образованието и науката, посебно науката е дел од образованието. И таа е практично во долг период од властите оставена на страна. Тука е потребен еден
акционен план, една агенда, која ќе ја спроведува Министерството. Квантитетот на одобрените проекти кои се форсира јавно од незина страна, не може да биде замена за нешто што мора да е присутно. Оценка. Што е од национален интерес, што не е од национален интерес. Со истовремено напуштање на популизмот и практично антиевропските агенди, кои јас знам добро, бидејќи ги знам европските модели, кои се присутни и во годишната програма. Не сакам да навлегувам во детали. Меѓутоа, има мнозина кои оценуваат. Например, може ли од национален интерес во култура да биде концерт на Питер Грашо во Битола? Ова кажувам еден пример, инаку музичко-сценската дејност е полна со такви работи. Ако е тоа личен вкус на министерката, која еднаш кажа дека во иднина програмите мора да имаат да се гледа што повеќе забавен карактер, тоа е незнин проблем и на личниот вкус. Господине Белопета, на вашите реакции, генерално на вашите колеги, има контрареакција, тоа е дека уметниците, менаџерите се најгласни кога ќе им се ускратат правата кои ги барат и најчесто сакаат под наводници да бидат под капата на државата и да црпат средства од државните ресурси. А кога станува збор за општествени и политички проблеми, никаде ве нема. Знаете што? Уметниците, менаџерите, програмски директори и така натаму, точно е тоа дека најголем број излегуваат баш по повод кога се носи оваа програмата. Меѓутоа, јас ќе ви кажем и нешто друго. Дали културата е застапена во медиумите? Каде може да се излезе, во кој медиум, на било каква дебата и така натаму врзана за културата? Кој не повикал? Никој. Не повикува ниту Министерството. Еве, дури и овој разговор немаше да биде, сигурно, ако немаше скандали со годишната програма. За култура во медиумите ќе се види само ако има некој скандал. Инако не, извини. И тука уметниците, ова особено се однесува на уметниците, се оставени сами за себе и знаат дека се немокни, дури ако им се појави некое мислење издржано, например, некаде, знаат дека нема фајде од тоа. На крајот, зошто македонските уметници повеќе се ценети надвор отколку дома? Дали е тој мој точен впечаток или грешен? Не, ја мислам дека оние уметници кои се ценети надвор се ценети и дома. Се разбира што значи таа ценетост и како се оценува. Ја затоа се залагам прво да во годишна програма со оценка што е национален интерес или не, таквите уметници треба да имаат приоритет во распределбата и таквите програми. А ако ја погледате музичката сценска дејност, ќе дојдете до еден заклучок. Тоа е една теза која на една дебата скоро се дискутираше со Бранимир Јовановиќ во асоциацијата Јадро. Можете да дојдете и до податок дека културата, како се делат средствата, има и од повеќе пари отколку што треба.
Затоа велам дека е потребен некој акцијски план. Никој не има погледано пред се од Министерството. Она комисија не на Прибе, него на други луѓе во 2002 или 2003 година, која донесе насоки за културата, кои никој не ги спроведува. Националната стратегија во културата, која се донесе 2008 година, мислам, 2007 после промените, истекна 2022 година, лани. Нова нема, а по старата не е направено ништо, не е направен ни еден акцијски годишен план. Тоа значи дека како ги трошиме парите, исто е сомнително. Културата е потребна, а пред се овој конкурс, зошто се оди на намалување на национални установи во културата, која е препорак општа. А кај нас имаме пред известно време формирање на 3 нови, да не заборавиме една работа. Дека таа спротивно на сите земји, заедно со образование и наука, кој ги дигна економските параметри на државите во височини. Земји од, еве да кажеме, големина на Македонија, што беше Естонија, што беа Балтичките земји порано, понатаму Норвешка, или Словенија, Финска, например, целиот тој напредок нивен за основа имаше елементарно во политиката кога некој од нив станава самостојни земји, а тоа беше вложување во културата и образованието. Затоа што без општа култура и квалитетно образование, и се разбира вложување во наука, не може да се градат нови генерации на добри доктори, менаџери и така натаму. Ние ќе останеме без луѓе не само ради иселувањето. Тоа е едноставно базата. Кај нас, овие две категории, културата и образованието, гледаме дека се оставени на страна. Самиот податок дека министри за култура се туку така менуваат на година дена, а за година дена не можеш ништо да направиш. Голема е разлика со 90-тите години од минатиот век. Дали си ти чул и видел некој од актуелните сегашни идни министри и така натаму да влезе на концерт, да влезе на изложба, да влезе во книжарница да купи книга и така натаму. Господин Белопета, ми беше задоволство да разговарам со вас. Благодарам, Гораст. Почитани гледачи, тоа беше Оливер Белопета, директор на Джез фестивалот, под чија капа и Офест. Евробрзницата од 600 милиони евра е повлечена од финансиските пазари. Дали со тоа се испраќаат сериозни сигнали за несигурноста на финансиската администрација на владата на Ковачевски, дали ќе влие и врз кредитниот рейтинг на Северна Македонија? Како ја оценувате оваа последна одлука, особено откако министерот за правда не го ставил подписот за одлуката за евробрзницата? Незавршувањето на постапката на издавање на евроврзница не доведува во прашање дали ние тие средства ќе ги најдеме и ќе ги позајмиме. Прашањето кое што се поставува е по која цена истите средства ќе бидат позајмени, затоа што според она што го гледаме како се движат финансиските пазари, истите нема да бидат подобрени во догледно време. Такви сигнали испраќа и Европската централна банка. Тоа го зголемува ризикот дека новата евроврзница која што ќе ја издадеме потенцијално би била по повисока цена и каматната стапка би била повисока. Вториот аспект кој што и вие го наметнувате и го поставувате како прашање е каква порака ние како економија и како земја испраќаме. Дали економските политики ни се приоритет или ни се приоритет
политичките прашања. Тоа треба да го покаже времето, меѓутоа севкупно потребна е една поголема координација помеѓу институциите, особено за едни вакви сериозни прашања. Инфлацијата расте, ценовниот шок не стивнува. Какво сметате дека во вакви услови, кога граѓаните едва крпат месец за месец, според последните податоци од Државниот завод за статистика, на 1/4 члено семејство му се потребни минимум 50.000 денари за да го протурка месецот. Дали ова е сигнал дека економските мерки се недоволни или се погрешни? Така. Севкупниот шок кој што земјата го искуси минатата година, кој што во голема мера беше увезен шок заради глобалните случувања, војната во Украина и сето тоа предизвика висок раст на енергентите, меѓутоа исто така висок раст и на основните продукти. Сето тоа значеше дека ние како земја имаме увоз на инфлација и цените кои што ги искусивме во земјата беа на едно невидено ниво во поновата историја на економијата. Севкупната таква состојба предизвика сериозни ризици по однос на сиромаштијата, намет на енергетска сиромаштија и намет на сиромаштија по основ на храна. Секако ваквиот шок по-сериозно го почувствува од една страна бизнисите, каде што овие производи беа во поголема мера во нивните инпути, меѓутоа исто така сериозно го поднесоа и семејствата, каде што трошоците за енергија и трошоците за храна се поголем удел во нивната вкупна потрошувачка. Наша неодамнешна студија, која што сега треба да биде публикувана, ја мери во која мера енергетската криза и кризата со храна влијае на ранливоста на семејствата и студијата покажа дека особено повеќе детните семејства на исклучително тежок начин го имаат поднесено овој шок, односно втурнува дополнителен број на семејства и дополнителен број на деца во сиромаштија. При тоа сакам да истакнам дека делот на храна овие семејства многу повеќе ги погодува во успоредба со делот на енергија, затоа што во делот на енергија дел од владините мерки беа токму насочени кон контрола на цената на енергентите. Знаеме преку субвенционирање на струја, меѓутоа исто така и преку намалувањето на ДДВ-то. Во тој контекст, доколку ги анализираме мерките, во која мера дадоа ефекти за овие најранливи категории на семејства, резултатите покажуваат дека дел од мерките даваат позитивни резултати, особено оние мерки кои што се потаргетирани, каде што повеќе се насочени кон заштита на доходот на најниските слоеви. Таквите мерки беа неколкукратните ваучери за семејствата и во делот на оние мерки за енергетска сиромаштија кои доаѓаат преку Министерство за труд и социјална политика и една мерка преку Министерство за економија. Меѓутоа исто така свој ефект позитивен даде и субвенционирањето на електричната енергија, иако кај таа мерка и кај во голем дел останатите мерки кои ги таргетираат цените, клучната забелешка беше дека истите се линеарни. Тоа значи дека да ги штитат граѓаните, меѓутоа го штитат и оној слој од граѓани кои потенцијално би можеле да ги издржат тие цени и да си ги платат повисоките цени. Значи, ги штитат и богатите подеднакво како и сиромашните. И во таа насока препораките се во иднина да бидат потаргетирани и кон оние семејства кои што се најранливи. Оваа година Македонија ќе треба да се задолжи со над 1 милијарда и 600 милиони евра за враќање на веќе доспеаните долгови и покривање на буџетскиот дефицит. До кога може овој тренд на задолжување да го менаџираме? Така, ова задолжување беше очекувано. Да се вратиме малце наназад во изминатите години, во текот на ковид пандемијата јавниот долг порасна за цели 10% поени. И тоа беше секако предизвикано од потребата за дополнителна здравствена заштита, инвестиции за компаниите, инвестиции за најранливите слоеви на граѓани, меѓутоа уште на почеток на 2022 година веќе ние се соочувавме со притисоци од енергетската криза и ова моментално задолжување веќе беше на некој начин наслутувано.
Истото можеше да се забележи и со буџетот за 2023 година, каде што уште во самиот буџет ние предвидуваме дека имаме потреба од дополнителна 1 милиарда, каде што ќе се задолжиме од надворешни извори. И ваквото задолжување од аспект на колкаво е нивото на јавниот долг може да биде загрижувачко, меѓутоа и не мора. Не мора да биде загрижувачко. Товар како држава да го издржиме. Значи, прашањето е за која намена ќе бидат искористени средствата кои што ние се задолжуваме. Па првичната проценка е за да се отплатат старите долгови. Меѓутоа, ние мора да водиме сметка и минатите задолжувања за што ние сме се задолжувале. На дали средствата ќе бидат и понатаму искористени за субвенции, плати кои што не се подкрепени со продуктивност и различни форми на трансфери, кои што на крај на денот нема да имаме поголема структурна промена во економијата, или тие средства ќе бидат потрошени за структурни реформи и поддршка на економски развој, кои што на долг рок нас ќе ни создадат капацитет за да ги вратиме овие средства. Да се подсетиме, на пример, две паралели има. Едната форма на задолжување е преку инструментот за кај Меѓународниот монетарен фонд, каде што од самиот почеток истиот е условен дека треба средствата да бидат искористени за структурни реформи. Тоа значи дека после завршување на таквиот аранжман ние треба да видиме одреден прогрес кај реформите и економијата да ја направиме структурно на повисоко ниво на развој. Меѓутоа, тоа не е случај кога се задолжуваме на приватните инвеститори, каде што го имаме во неодамнешна историја, го имаме Скопје 2014, каде што ние се задолживме, средствата ги потрошивме околу 700 милиони евра, меѓутоа на крај економијата не ни остана реформирана. Ако намената на овие средства е повторно за субвенции, отплата на долговите, ние мора да ги сервисираме. Меѓутоа, ако ние не направиме интерна консолидација на расходите, каде што нема средствата да ни истекуваат и нема да направиме паралелно никаква структурна реформа, во тој случај е апсолутно дека овие нивоа на долг треба да ни представуваат форма на аларм и треба да ни генерираат одредена загриженост. Се промовира идејата за солидарен данок. Што е вашиот став во однос на ова? Така уште во август месец, кога владата ја објави потенцијалната рамка на даночна реформа, ние како Financing заедно со група на клучни чинители под името Civitax имавме став за моменталната рамка каде што предвидува прогресивно оденочување на данокот од доход. И во тој момент нашиот став беше да планираме прогресивност кај данокот на доход, кога знаеме дека најбогатите 1% од население не име изворот од доход, туку главниот извор на богатење доаѓа од дивиденда, рента и паралелно имате голема сива економија, е неферијално и е дегутантно на таков начин да се дискутира и на некој индиректен начин аудиравме дека потребно е да размислуваме и за други форми. Ваквата форма на солидарен данок е во таа насока, меѓутоа сепак сметам дека постои дополнителен простор за корекција во смисла од што е тој дополнителен доход кај компаниите. Дали таа компанија направила интерни преструктурирања за да го реализира таквиот доход, направила инвестиции во нови технологии, успела да се прошири на меѓународните пазари, има нови производи кои што ги нуди и на таков начин таа остварила дополнителен профит, или таа компанија само ја искористила моменталната ситуација затоа што, например, е во сектор каде што во моментот цените драстично растат, па може да си дозволи дополнителни маржи и тој профит го искористила, го остварила како резултат на состојбата, а не како резултат на некакви интерни состојби. Од тој аспект сметам дека постои простор за дополнително додефинирање на тој дополнителен данок и можеби во вакви услови за одржување на конкретни сектори каде што знаеме дека потенцијалната малверзација и искористување на состојбата би биле поголеми. Сивата економија одзема значаен дел од вкупниот буџет. Каде го гледате решението во однос на
елиминацијата на сивата економија? Апсолутно се согласувам. Нашите проценки викаат дека доколку се справиме со сивата економија, во буџет ќе имаме дополнителни 700 милиони евра на годишно ниво под некоја конзервативна проекција. Тоа е всушност една еврообврзница. Меѓутоа, ние имаме стратегија за справување со сивата економија, имаме национален акцијски план кој што изгледаат добро, меѓутоа сепак на терен не забележуваме дека се прави некаков значаен прогрес во насока на справување со сивата економија. Иако во моменталните услови на ранливост на економијата, во моменталните услови на дискутабилност во која мера и колку ние понатаму можеме да се задолжуваме, сивата економија ни представува нас една форма на ланна резерва, каде што во овој момент ние треба да започнеме да се справуваме најпрво со сивата економија, па потоа да дискутираме за други форми на извори на средства. Ви благодарам за гостувањето. Ви благодарам и на вас. Поштовани гледачи, тоа беше Благица Петревски, извршен директор на Финанстинк. Реконструирана влада, смени, промени и што може да се очекува од новиот владин состав на Елинденска број 2. Во наредните минути ќе разговарам со универзитетскиот професор од Правниот факултет Борче Давидковски. Професор Давидковски, се чини дека нема сериозни промени, туку само смени во гарнитурата, владеачката гарнитура. Алијанса на албанците влезе, Алтернатива и Демократскиот сојуз ја напуштија владата. Што добива, а што губи Ковачевски? Па видите, нашиот народ кажува голем промет за работувачка нула. Фактички, колку сега, као што стојат работите, сега испаѓа пак, се очекуваше 72, сега добиваат 64 со 64 од прилика. Ако тоа беше целта, мислам дека може да има малку постабилно мнозинство, бидејќи во постоечкото имаше тие огнени, те други трети кои што седеа на две столиците и беше лабаво мнозинството. Сега барем за носење нормални закони ќе има нормално мнозинство 64, али тоа се подразбира сите да бидат присутни пратениците. А знаејќи го нашето однесувањето на нашите пратеници, не верувам дека повторно ќе се кубури со кворум. Основна идеја по мене, мислам дека била дека ако има 72, уште 8 полесно ќе се добие. Очигледно таа идеја сигурно ќе пропадне. Изборите нормално вонредни, нема вонредни да има, сигурно ќе има редовни следната година. Но се поставува прашање дали во Македонија еднаш ќе ги утврдиме стратешките интереси, како што е влез во НАТО, разрешување на економска криза, пандемија, здравствена криза, енергетска криза. Ние 30 години све сме у некоја криза. Според мене, се дур двете водечки партии во Македонија, од македонскиот блок, не постигнат одреден консенсус за овие стратешки цели интереси, ние ќе тапкаме во место и што многу години ќе останеме ова како што. Нема шанси, на пример, како 80% уставот, еве на пример и до година. Еве сега ако не се обезбеди, до година победи ВМРО, пак ќе немаат 80. Значи ли тоа, а преговорите у новембар не можеме да ги почнеме ако не го смениме уставот, односно бугарите не ги ставиме во уставот. Професор Давидковски, дали опцијата е можеби формирање на широка влада или техничка влада која би била со мандат од 3 години, да речеме, со основен или главен приоритет да се протуркаат стратешките прашања и да се забрза процесот околу отворање и затворање на поглавјата со ЕУ, а при тоа и да се протуркаат и уставните промени? Јас мислам, ако со помош на странците, бидејќи очигледно кај на странците многу може да влијаат и на позиција и на опозиција, ако се постигне едно потпишување на еден општ стратешки консензус за одредени стратешки прашања, тогаш веќе е техника дали ќе биде поддршка на оваа влада, еве на пример да се ВМРО да гласа за уставните измени.
или за некои стратешки закони кои што ни се потребни за отварање на преговорите кои што у новембар треба да ги отворим. Или пак да се иде на некоја експертска или концентрациона влада, кај што или експерти независни, мада во Македонија тешко да најдеме такви, или пак од сите политички партии да бидат внатре, се со цел стратешкиот интерес. Ми едниот го исполнивме, влеговме во НАТО. Вториот интерес, да се разбереме, кога може во Словенија да се општ консензус, поготово и во Хрватска општ консензус се направи за влегување во НАТО, во Европската унија, ние Македонија останавме се уште на слеп колосек, бидејќи нема елементарна разбирање за оние што се стратешки цели. За иднината на Македонија зборуваме. Не зборуваме за нешто друго. Гледате каква ветрометина е, што се случува и во Европа, особено на Балканот. И затоа бугарите не шамарат кога ќе им текне и како што сакат. Доколку ние сме внатре имаме кохезија меѓу сите политички чинители за стратешките интереси, бугарите сигурно вака нема да се однесуваат со нас. Дали не мислите дека можеби беше преизбрзана или помалку и недобро осмислен потегот на премиерот Ковачевски со, како што тој најави, реконструкција и окрупнување на мнозинството. Сега веќе не е ниту гаши, не ја дава веќе таа безрезервна поддршка во однос на уставните промени. Испостави своја сметка како услов за да кренат неговите пратеници два прста. Ја гледам и други, по еден што се пратеници одметнати, не знам дали се од Алијанса или Алтернатива, не, и тие испорачуваат одредени услови и ние формално сите, барем од албанскиот блок, Да не го заборавиме и крилото на така наречените огнени. Да. Сите формално правно се за евроинтеграција, значи ќе го гласаат уставот ако треба, а формално бараат да влезе албанскиот јазик формално као втор јазик, да овие предмети што се овие завршени предмети што се монструм и така натака да се прати до Европска, тоа не ми е јасно како тоа правно би се извело, до Европска унија да прати експерти да се преиспитаат предмети. Тоа се завршени предмети, правосилни, не ми е јасно правно како ќе изгледа, но и тоа и тие гледам ги има барање што се ставени. Во секој случај ние треба да ја гледаме големата слика. Овие се маргиналци, бараат нешто колку сега се во ситуација, мојот глас е битен, па нешто да политички поени да добијат. Битно е ние во Македонија, македонските граѓани да ја видиме големата слика. Дали сакаме во Европска унија или неќе? Тоа, веќе и народот му е преку глава више. Гледате, од 80% веќе анкетиве што кажуваат, веќе заложбата на македонските граѓани или вербата во европската интеграција веќе испод 40%. Тоа за 5-6 години дупло е смалена. Значи, веќе сите стануваме скептици дали сме кадарни. Очигледно со овие политичари не сме кадарни за да земеме да сериозно да настапиме, за да ги направиме реформите во сите области, за да можеме да аплицираме пред Европска унија. Нашите танталови маки, ако го смениме уставот, почнуваат дури во новембар, кога ќе почнеме да ги отвараме и затвараме поглавјата. Ова до сега е се политиканство. Тогаш ќе биде на вистина и сериозни закони да се носат и сериозни реформи да се прават. Токму тоа ќе биде главниот приоритет. А ако немаме консензус помеѓу сите политички чинители, тоа ќе биде само трошење време и живци на народот, бидејќи гледате веќе колку што гледам, ни телевизија сака да гледат ни ништо, гледате јалови расправи, празен парламент, еден на друг си реплицираат. Која е поентата? Поентата е да е предизборие, па ајде некои политички поени. Тоа е едноставно да се одоговлече. Уште недела, 2-3, ама со тоа целта не се постигнува. Ако имаме цел, се разбира. Ако немаме, да кажеме, ќе станеме слепо црва тука, па како ќе биде. Поготово што еден од новиот сега коалиционен партнер, изјавата на неговиот лидер беше многу по мене симптоматична, кога рече доколку
не се случи, европскиот пат се стопира, тогаш може да се активираат и други принципи, други работи, евентуално државата да се прекрои, па албанскиот блок да иде со другите, со Албанија или со не знам со кој, не знам што му беше идејата, како дали да се дели Македонија, дали да тој дел од Македонија само да иде во евроинтеграција, а ние останатите тука да останеме тука. Не ми беше јасна изјавата, но ако влегува во власта, мислам дека треба и таа изјава сериозно да ја образложи председателот на Алтернатива. Пред да си подадат рака Ковачевски и Таравари, лидерот на Алијанса говореше дека владата предводена од СДСМ и ДУИ е корумпирана. Како сега ќе функционира триото Таравари, Ахмети и Ковачевски? Па видите, ке нас во последниве 20 на години, од прилика политичкиве партии се борат за гола власт, своите партиски лепачи на плакати, подржувачи да ги удомат у јавната администрација, видовте веќе е кол балон, кога да ќе пукне и тоа, бидејќи никој не прави реформи. Нема политичка волја ние да правиме некоја сериозна реформа во јавниот сектор и едноставно и потоа нормално колачот се дели помеѓу разните министри и јавните набавки, корупција и така натака. Сите оние негативни појави што сите ги констатираме, и од странство кои што не обсервираат и тие ги констатираат тие негативни појави и овие мува не ги лази, битно им е да земат гола власт и да идат без разлика. Видете кој ќе слушнајте дека директор на пензиски фонд, на МЕПСО, на ова пазарот се прави. Па луѓе во забораваат, политичариве, лидериве забораваат дека има институција конкурс, има закони. За да влезете вие, тамо треба да ви се распише конкурс, да исполнувате одредени услови, па да ги исполните, па некој да ве стави за директор на пензиски фонд или директор на МЕПСО и така натака. Тоа нивни поддржувачи ќе го стави тамо и гледате, од многу јаки, добри јавни предпријатија ги уништивме. Сите, бидејќи претрупани се од партиски војници и од луѓе кои што не се кадарни да ги водат тие јавни институции. Професор Давидковски, каде го гледат излезот од ова постојана меѓуседна конфронтација на релација Скопје-Софија? Видите, се дур ние тука сме разединети во Македонија, особено македонските партии, ВМРО и СДС, едните да бидат предавници, другите да бидат патриоти, се дур тие не седнат да видат кој е целта, бугарите вака ќе ни прават. Они играат бугарите на нашата разединетост. Сега ВМРО е контра Бугарија, СДС еве бугарите да влезат, еве да почнат преговори, утре ако победи ВМРО и они ќе бидат за Бугарија, СДС ќе биде контра Бугарија. Значи, повторувам, мора да се има одредена стратегија за клучните прашања. Ако немаме тоа, немаме перспектива, а сите наши соседи, сите што ги има, секој ќе испорачува по некое ново и ново барање. За жал, на штета на граѓаните во нашата држава. Ви благодарам за разговорот. Молам. Почитани лечи, тоа беше универзитетскиот професор од правниот факултет Борче Давидковски. Тоа беше се за ова издание на Трилинг. Ви благодарам на вниманието и ви закажувам нова средба за 7 дена, петок, 20 часот и 45 минути. До тогаш, довидување од мене.